4 дена до истекот на рокот за сугестии и критики за концепцијата на најавените образовни реформи, а реакциите и препукувањата во јавноста не стивнуваат. Останува дилемата дали ќе се укинува македонскиот јазик на Филолошкиот факултет Блаже Конески. Министерката смирува и демантира професорката Јасна Котеска, која го обелодени она што наводно се планирало на факултетот. Демантот на Царовска го оцени како ароганција. Освен што Царовска поддржала ширење лажна вест од портал, нејзиниот твит дополнително покажува ароганција и мешање во автономијата на УКИМ. За овие прашања дискутира УКИМ, а не МОН. Професорката од Филолошкиот факултет гласно зборува против концепцијата на министерката, за која вели дека е политичка агенда, и апелира надлежните да се борат за заштита на науката и образованието. Царовска на овие реакции одби да даде коментар. Не би ја коментирала професорката, само сакам до целата јавност и до сите граѓани. Оваа реформа не е никако поврзана со ниту едно надворешно политичко прашање кое што оваа држава го има. Најавените реформи наидоа на голем отпор, за кој министерката тврди дека бил само страф од непознатото, а професорите веќе полека почнале да го прифаќаат концептот. Наспроти ова, музички и ликовни педагози, социолози, синдикални организации и сите кои се засегнати од ситуацијата не само што гласно говореа, туку излегуваат со аргументи дека реформите се избрзани и можат да предизвикаат контраефект. Промените во образовниот систем, кои за дел од историчарите биле само превез под кој се играат политички игри, за министерката се неопходни и тврди дека постојано одржува средби со стручни лица. Но според тврдењата на председателот на независниот синдикат за образование Гиевски, работите на терен се поинакви од уверувањата. Иако тие ги бранат правата на просветните работници, на ниеден начин не биле вклучени во креирање на планот, а за возврат на нивните сугестии добиле само игнорантски однос.